Значи, ова денеска е голема гордост на македонското сестринство, чии што најголем глас е Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри, предводена од Сдруженијето за нас. Ова е 23-тиот стручен симпозиум на сестрите од сите области, од сите нивоа, а втор симпозиум на сестрите од превентивата. Ова ви го кажувам не случајно, за да знаете дека медицинските сестри во Македонија, како членови на европските интернационалните асоциации, сите програмски активности по однос на стручноста и на едукативноста за сестрите, за да имаат пациентите образовани медицински сестри и едуцирани околу нив, се прават. Меѓутоа, се ова што го следите во периодов наназад, реформи во здравството, стратегии во здравствениот систем, националните програми, се никаде не ги гледате медицинските сестри застапени. Значи, медицинските сестри не може да ги представуваат други профили и во институциите каде што се носат одлуките. Ние на ваков начин, со ваквите стручни настани и едукативни и со нашето присуство во европските асоциации вршиме и меѓународен притисок на нашите здравствени власти за да можеме да бидеме институционално позиционирани таму каде што се носат одлуките за медицинските сестри. Се додека не биде тоа така, медицинските сестри во болниците нема да имаат својата автономност, нема да го имаат својот авторитет, нема да имаат образовни квалификации преточени во нивните работни компетенции, на работните места ќе бидат незадоволни. Незадоволните медицински сестри инициираат недозадоволни пациенти, а ние се правиме за суштината на нашето постоење, тоа се нашите пациенти. Едуцираните и образованите медицински сестри инициираат успешни здравствени системи, здрава нација и задоволни пациенти. Или тоа така ќе го разбереме, или ќе дојдеме во ситуација, еден ден сите ќе бидеме без исклучок пациенти, нема да имаме медицински сестри, нема да ни се јавуваат на конкурсите повеќе. Ако не го сватиме тоа така. Стандардите во болниците, посебно во секундарното и терцијерното ниво, каде што се стационарните пациенти лежички, стандардите на број на пациенти по основ на број на медицински сестри не задоволуваат никаде. Значи мора да се води континуирана сметка за континуирани конкурси. Нашите искуства зборуваат и сознанија дека во регионот и во Европа имате отворени континуирани конкурси во болниците за медицинските сестри, а не чекате во статус договор на дело 2, 3, 4 години, за да знаете секој ден кога ќе дојдете на работа дали утре ќе си заминете и нема да ви биде продолжен договорот. Ова е нешто што се провлекува со години наназад и што го наруши достоинството на професијата на медицинските сестри. Во целокупниот систем, секаде каде што во моментот сега се кројат стратегиите, таму каде што не е седната Унијата и Сдруженијето на медицинските сестри, кои што се најголемиот глас во овој момент и за системските, и за синдикалните, и за едукативните проблеми на медицинските сестри, никогаш нема да инициираат стабилни здравствени системи и правилни стратегии на здравствениот систем. Или вака ќе бидеме разберени, или ќе не донесат во ситуација да ги оставиме пациентите во болниците и да искочиме на улица па да не видат дека постоиме. Овие вакви големи настани, како што се стручни симпозиуми на кои што сестрите од посебни области работат и ја преточуваат нивната работа во стручни трудови, зборува за тоа дека сестрите се специјалисти во сопствените области и тие повеќе не се сестри во општа нега и грижа. Тоа зборува дека нашите сестри во образовниот процес треба да имаат кариерен развој, треба да бидат дел од образовните процеси, треба сето тоа што ќе го стекнат како образовна квалификација во образованието кој ќе дојдат во болниците да им биде признаено како такво. Треба да имаат сопствена автономност каде што носат самите одлуки и да понесат одговорности за нивните одлуки. Не треба да се признава образованието само како пандан на финансиската надокнада. Сестрите треба да понесат одговорност. За да понесат одговорност, треба да имаат свој закон, треба да имаат своја комора, треба да имаат компетенции, треба некој сето тоа да го прави, а за медицинските сестри најубаво ние знаеме. Кој не стоел до пациентите 12 и 24 часа, не може да одлучува за тоа што на нас ни е потребно и што треба да се иницира. Ние сме дел од тимовите, меѓутоа не сме помошници и не сме асистенти. Ние сме стручни во собствените области и ги следиме комплетно европскиот лик, имидж и дело на медицинските сестри. Европските асоциации, интернационалните асоциации се места каде што нашата Унија, нашето здружение ги внесе сестрите. Ние сме дел од сите конгреси, дел од сите едукативни настани, каде што се што работиме и правиме е по стандардите како што тоа го работат европските медицински сестри. Зошто секаде се сестрите признаени со сопствена комора и закон, само ние се уште сме единствено непропознаени по нештото. Тоа е тоа што ги боли сестрите, тоа е тоа што во моментот е најголемата стратегија на медицинските сестри и ние после овие вакви стручни настани навлегуваме во неделата на светската недела на сестринството некаде во мај месец, каде што многу гласно ќе зборуваме за сето она што ни е потребно и за добивањето на законот. И се додека не го добиеме, јас вака со униформата, со видлив глас ќе ги бараме правата на медицинските сестри, односно ние не бараме нешто кое што не е законски нерегуларно, ние не бараме
нешто кое што е конфликт на интереси, бараме нешто кое што е во моментот неопходно и потребно за подигање на вредноста на пациентите. Пациентите заслужуваат образовани медицински сестри, заслужуваат доволен број на медицински сестри, заслужуваат медицински сестри кои што имаат сертификати за собствените обуки, заслужуваат медицински сестри кои носат одговорности за тоа што го работат со нив. Тоа нашите пациенти го заслужуваат. Ова е децениски проблем. Како може да се реши Многу ова лесно. Многу лесно. Која и да е гарнитура во Министерството за здравство, која што по седми пат се менува за еден краток период, сите знаеме дека е нели така, никогаш индивидуата министер не е проблем за донесувањето на одлуките за медицинските сестри. Зборуваме за системско прашање, зборуваме, како што рековте, за децениско прашање, каде што со една одлука во која што јавните овластувања ќе се дадат на Унијата на Сдруженијето, односно на Сојузот предстоен сега на медицинските сестри на Сдруженијето, и медицинските сестри можат да почнат од основната структура на пребројување, лиценцирање и се она што ќе не донесе до прекршочните одредби. Многу лесно, само треба да се симне стигмата дека докторите, ако сестрите ги добијат законите и собствените права, треба да се тргнат од местата каде што медицинските сестри треба да си ги завземат собствените авторитети. И затоа многу срдечно порачувам, лекарската комора не само што треба да ни даде поддршка во целата работа, треба апсолутно, значи, да ни дозволи да влеземе институционално како медицински сестри и седнеме во комисиите, седнеме таму каде што се носат одлуките за медицинските сестри, одлуките каде што се прават измените и дополнувањата на законите, и многу лесно, значи, може се сестрите структурно да почнат и да добијат. Само треба да се изрази желба да се реши деценискиот проблем на медицинските сестри. Каде вие ја лоцирате таа пречка? Во гарнитурите, во делот каде што медицинските сестри се маргинализирани и не се вклучени во институционалните носења на одлуките и не се таму каде што се носат одлуките. Значи, ние во Министерството за здравство немаме собствен сектор. Ние во ниту една комисија немаме собствен представник. Нас воопшто не повикаа за носењето на измените и на дополнувањата на законите на Законот за здравствена заштита. Видете, Законот за здравствена заштита е на страната веќе не можеби 30 дена. 36 измени на дополнувања се донесени и прикажани. Само во еден дел медицинските сестри се спомнати, кој што е во моментот многу неважен, дека требало да бидат и можеле да стануваат директори на институции врз основа на специјалностите кои што ги имат. Има многу нешта кои што пред тоа треба да ги реши и да ги донесе законот. Сестрите треба прво да се пребројат, треба да имаме унакрсно пребројување и структурирање. Таму каде што се носат одлуки сега за лекарите, треба се да проектирате наспрам 3 медицински сестри. Кога ќе слушнете конкурс на 1000 лекари, треба да знаете дека треба да се вработат 3000 медицински сестри. Не заради тоа што треба да исполниме некое правило, него заради тоа што сите тие интервенции кои што ќе бидат од докторите поставени, треба некој да ги сработи и да ги испорача према пациентите. Не може да носиме методи во болниците, да правиме современи, напредни нешта, а да немаме доволен број на сестри. Сестрите, значи, согореа во синдром на согорување се во болниците како недостаток, а од другата страна имате незадоволни пациенти. Тоа што најмногу боли е дека треба пациентите да не бидат задоволни. Да не се соочуваме со состојби во кои што сакате да направите, а не можете да постигнете се да направите. Медицинските сестри во болниците треба да бидат на 3 до 4 пациенти, треба да имате една медицинска сестра. Во критичните единици треба да имате на 1 до 20 пациенти една медицинска сестра. На тој начин иницирате ефикасност на болниците. На тој начин го скратувате болничкото лежење на пациентите. На тој начин пациентите побрзо ја напуштаат болницата. Кога немате доволно медицински сестри, пациентите се оставени во ситуација да не можете да им ги испорачате сите услуги. На тој начин го пролонгирате нивното лекување, добивате компликации, имате продолжени лекувања од инфекции и не знам што све дополнително, кое што иницира дополнителни трошоци. Ги продолжува листите на чекање, ги сопираат тие што чекаат да дојдат во болница, им се држат местата во болничките легла подолго време. Затоа ние најсрдечно секојаш порачуваме на менаџерите. Се што ќе вложите дополнително во трошоци за лекување на пациентите, вложите го во вработување и едуцирање на медицинските сестри. И затоа кажувам дека медицинските сестри се богатство на нацијата, а нацијата богатство на државата. Кога ќе инвестирате во медицинските сестри, вие инвестирате во здрава нација. Или така ќе го разбереме тоа, или еден ден ќе имаме навистина сериозен проблем со целокупниот здравствен систем. Не можете да иницирате квантитети без квалитети.
и не можете да односите одлуки и современ здравствен систем и стратегии национални без медицинските сестри. Кој е тој здравствен столб во Европа и секаде каде и да е без медицинските сестри? Ние сме сведоци на многу настани од месецов и наназад, вклучително повторно ќе кажам и носењето и измените на дополнувањата на Законот за здравствена заштита, а медицинските сестри, односно нашето здружение, ние како највидливиот глас кој што работи за сестрите во сите области, не бевме воопшто повикани таму на тој дел. Тука е најголемиот проблем. Имплементирањето на сестрите ќе ги донесе и структурирањето на нештата и ќе тргнат работите, можеби нема да биде лесно и едноставно, меѓутоа конечно еднаш, значи ќе се слушне сето ова што го зборуваме, кажуваме и како такво ќе се спроведе. Мене секогаш ми е представува посебна чест и задоволство кога сум заедно со моите сестри. Најголема чест во животот што ја добив што станав и јас почасна медицинска сестра и член на Здружениево. И одма да ви кажам, се додека ја гледаме само главата, а рбетот ни пати, ќе имаме парализиран здравствен систем. Затоа што сестрите беа се и секогаш ќе бидат рбетот и носителите на здравствениот систем. За да не биде понатаму парализиран, треба и они да си го добијат своето заслужено место, бидејќи сите овде знаеме по нешто анатомија и рацете и нозете на еден организам се движат од рбетот. Главата е таа што ги дава насоките, таа што ги дава препораките, меѓутоа главните извршители и понатаму кои што се грижат за пациентиве се медицинскиве сестри. Кога ќе се врати нивното достоинство, тогаш може би ќе се врати и достоинството на лекарите и воопшто на белиот мантил. Здравствената професија е хумана професија, меѓутоа тоа не значи дека треба здравствените работници да бидат социјални случаи, затоа што од хуманост на први не се живее. Поддршката што вие давате како доктори, како лекари е потребна за да може овие системски неправди да се исправат. Апсолутно дека е потребна. Мене ми е жал што мал број од колегиве се во првите борбени редови за да ја поддржат оваа работа, меѓутоа на секое дежурство ние сме тим. Ако има незадоволен дел од тимот, тогаш целиот тим нема да функционира. Секој кој што бил на дежурство, а овде гледам дека сите дежурале, знаат дека тогаш функционираме како едно.